Екс-градоначалникот на Лозово Ацо Велковски се соочува со нова кривична откако беше осуден на затворска казна од 1 година и 6 месеци, бидејќи платил за околу 400 квадратни метри бекатон плочки, а пешачката патека била многу помала. Пријава има и за уште двајца скопјани. Тројцата се сомничат за злоупотреба на службената положба и овластување, со што го оштетиле буџетот за повеќе од 200.000 денари. Пријавени се АВ 48 години од Лозово во својство на поранешен градоначалник, 51 годишник ТГ од Скопје, назначен како управител на градбата, и ЛЛ 68 години од Скопје, кој бил ангажиран како надзорен орган на проектот. Во ноември 2018 година тогашниот градоначалник донел одлука за јавна набавка за изградба на пешачка патека во Лозово. Најповолна понуда дало правното лице од село Студеничани, која го назначило ТГ како управител на градбата. Градежните работи биле завршени во март 2019 година и во документите биле внесени невистините податоци дека се ставени 381 метар квадратен бекатон плочки во вредност од 205.800 денари. На документите подпис ставиле второ пријавениот и трето пријавениот. Велковски, иако знаел дека сумата за наплата не е вистинита, дозволил да бидат исплатени парите. Вкупната вредност на фиктивно извршените работи изнесувала 205.800 денари, кои иако знаел дека не се реално изработени, АВ дозволил да бидат исплатени, со што директно ја оштетил општинската каса. Ова не е прв скандал кој се поврзува со Велковски. Тој неодамна беше осуден на казна затвор во траење од година и 6 месеци за несовесно работење во службата и оштетување на буџетот на локалната власт. Судот на 4 март годинава одлучи покрај затворската казна да плати повеќе од 2 милиони денари како оштета на општината. Исто така, неговото име беше споменувано во случаи на мобинг и насилство врз вработените во општината и во основното училиште во Лозово.